Сезонските алергии почнаа да напаѓаат. Зголемен е бројот на пациентите што се жалат на солзење и јадеж во очите, кивавица, сува кашлица, црвен и затнат нос, надразнети уши, отоци, краток здив, изнемоштеност и повраќање. Лекарите потврдуваат дека фрапантно е зголемен бројот на лицата со алергии. Ако порано само 10% од граѓаните имале алергиски реакции, сега секој трети или четврти пациент развива алергија. Иако на првите пролетни денови сите им се радуваме, има низ заболувања што се јавуваат поради поленот од брезата, леската, дабот и јасенот. Поленот од тревата се јавува подоцна во април и во мај, а проблем прават и липите, кои цутат дури во јуни. Важно е лицето што се жали на овие симптоми да утврди дали има алергија преку кожни тестови и анализи на крвта, но и да направи испитување на носот и на белите дробови, за да не се лекува непотребно со антибиотици, советува доктор Георгиева. Пролета е време за алергии. Жално е што се повеќе луѓе страдаат од ова болест, може да ја кажеме болест веќе, бидејќи го онемозвожува функционирањето на човекот. Првите симптоми се што се јавува сврап, чешање по очите, носот, течење на носот, тоа е прво тај контакт и назалните симптоми, значи фарингс, грло, суво грло, кашлица. Потешко станува кога симптомите идат со обструкција, тоа значи веќе кога имаме и белодробно засегање и спазам, грчење на самите овие бронхи, значи дишните спроводни патишта, доаѓа до спазам и имаме некојаш и многу сериозни клинички слики со обструкции као астма, алергична астма, така, мислим поедноставно да го кажам да се препознае. Меѓутоа, не ги ни штеди, не може од мали деца, од деца, школска возраст, млади, адолесценти и возрастни. Зошто е све почесто? Веројатно и самото живење, постресно сме, тој имуниот систем веројатно ни е поослабен после долги исцрпувачки зими, кога помалку се движи, кога сме помалку активни и циркулаторниот систем се ни ослабен и овие алергени просто чекаат да почнат да си го својата активност. Најчесто идат преку нос, очи и грло. Во овие 2-3 недели зголемен е бројот на пациентите со симптоми на алергии. Најчесто се жалат на јадеж на очите и на телото, а има пациенти и со уртикарија. Им ја даваме неопходната терапија, која им ги олеснува симптомите, но им советуваме понатамошни испитувања, велат лекарите.